Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ве пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Еве во ова наше септемвриско издание, директно или поточно во живо преку етерот на радиопрограмата се јавуваме, за да со рубриката Профил, почнувајќи од вечерва, ќе зборуваме најпрво за браќата Марко и Петре Јановски од село Велунишчина, пропратени со песни од Ајри Демировски, кој е целосен автор, инаку Ајри Демировски беше роден во Битола, од турско потекло и замина во Измир, Турција. Но ќе дадеме и прилог за празникот 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, но во склоп како мој коментар на неделата. Ви посакувам пријатни 60 минути. На самиот почеток пак еве една жална вест. Пред неколку денови згасна и животот на еден од познатите меѓу нас, Џани Димовски. Тој со својата сопруга Томка уште со доаѓањето во Канада стана активни членови на организацијата Обединети македонци, каде како инструктор или како што овде велиме кореограф, Џани формира фолклорна група Илинтен на организацијата. Него многу го сруши прераната смрт на неговата сопруга Томка, но ете дојде ден кога му се предаде на ангелот на смртта за да оди во вечноста кај Томка, а со тоа и Бог да ги прости и нека им е лесна земјата, а сочувство до фамилијата Димовски. Користам можност да се заблагодарам за донацијата од $100 до нашиот сонародник Ѓорџ Стрезов. Благодарност голема. А сега најпрво со честитка по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, да ја дадеме од амбасадата испратена порака на Република Македонија во Отава и Генералниот конзулат на Република Македонија во Торонто, во која покрај другото пишува: создавањето независна и суверена држава била визија за која генерации македонци живееле, се бореле и ги дале своите животи. 8 септември 1991 година е датум кој ќе биде за секогаш врежан во колективната меморија на македонците и на сите наши сограѓани, како датум кога конечно е остварен сонот на голем број генерации македонци. Овој празник не подсетува на предизвиците кои сме ги надминале, но и ни дава сила и мудрост да продолжиме понатаму. Нека ни е за многу години 8 март, денот на независноста. Реков, денешната емисија ќе ја посветиме на браќата Марко и Петре Јановски од село Велушина, а потоа со коментарот за 8 септември. Додиме со ред.
Ќе се спомне Велушката тумба, позната низ целиот свет, а која и можеби најстариот локалитет во речиси целиот свет, веднаш пред нас се појавува статуата Мајка Родилка, пронајдена на таа Велушка тумба, но од другата страна во селото Породин. За овој дел, или поточно овие две села Велушина и Породин, најмногу има пишувано познатиот археолог и антрополог од литванско потекло Марија Гинбутас, која вршеше истражување од неолитско и бронзано време, а која, иако беше професор на Универзитетот во Соединетите Американски држави, сепак се спротиставуваше на лажните тези што Германија и Англија ги изветоперија. Таа упорно кажува дека светот настана токму од тие простори, мислејќи на Македонија. Не случајно, на една од низините историски тругодови, на насловната страна ја става статуата Мајка Родилка, која е стара над 10.000 години, а најдена кај Велушката тумба во неолитската населба. Токму кај таа Велушка тумба, или поточно во село Велушина, во подпелистерското и печалбарско село се родени браќата Васил, Марко и Петре Јановски, синови, но би рекла и пеливани на гордите родители Ѓорги и Фанка Јановски. Како едни од побогатите фамилии на ова село се истакнува фамилијата Јановски, богати со сточарство и земјоделие, воденица, каде Марко се занимавал со овците, а Петри со добитокот. Меѓутоа не застанува тука фамилијата Јановски. Васил преку Грција оди за Германија, Петре преку Белгија за Канада, а Марко за Австралија, за да на крај Петре со својата сопруга Совка ги прибере своите браќа Васил и Донка, како и Марко и Даница и нивните фамилии во Канада, за да бидат неразделни, исто како и Велушина, како една фамилија, што према мене тоа е голема заслуга на нивните родители кои така ги одгоиле. Moj roden kraj, ja se
Може би и самиот автор кој ја напиша монографијата за фамилијата Јановски претходно се заинтересирал за ова угледна фамилија да го направи овој зафат. Славе Николовски Катин, заљубен во македонската историја и во книгата на Јановски, не изоставил, а да не ги спомене кралевите Филип II и Александар III Македонски, потоа Василije II Македонецот, цар Самуил, Првата и Втората светска војна и многу други настани, но потоа да се задржи за родната Битола, а посебно за родното село Велушина. Не го изоставил нити родовото стебло, кое е од важно значење за идните поколенија на фамилијата Јановски. Овие сложни браќа, по идеја на најмладиот и основоположник Петри Јановски, отворија фирма за конјски мебел Јановски Каунтертап, каде заедно со братот Марко работеат турбо, снабдувајќи ги не само нашите сонародници, туку и голем број од канадските фирми и граѓани. Затоа и со големи успеси работи оваа фирма. Меѓутоа Петре, успешен бизнисмен, благодарение на неговата сега покојна сопруга Совка, ја имал најголемата поддршка за да успее овој бизнис, а тука и неговиот брат Марко, кој исто така ги изгуби неговата сопруга Даница и синот Миле. Интересно е што Петри и Марко од големата парцела каде што се протега фирмата Јановски Каунтертап решија да направат градина од зеленчук која ќе ги потсеќа на нивните млади години во Велушина, но истовремено и им даваат на гостите кои доаѓаат таму или муштерите и патлиџани, и пиперки, краставици, а со тоа, значи, реков, оние кои ја посетуваат самата фирма.